Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Денес би сакал да зборуваме на тема човечкиот проблем со гревот и излезот од него. Сите ние знаеме и сме свесни дека овој живот е исполнет со секакви потешкоти и проблеми. И не само тоа, туку знаеме дека постои смрт која е болна за секој човек на оваа планета. Зошто има толку многу проблеми и зошто мора човекот да умре? Човечкиот проблем доаѓа од нашите предци Адам и Ева, првите родители на овој свет. Адам и Ева отпаднаа од Бог и му навлекоа на човештвото големи последици. Сите сме во истата состојба, одвоени од Господ, доколку не сме наново родени и немаме нов живот, зашто сите ние сгрешивме и ја изгубивме Божјата слава. Бог не го сака нашиот грешен живот. Бог не го сака гревот. Тоа Павле го вели во Римјаните 3 глава, 23 стих. Вели, сите сгрешија и сите се одвоени или лишени од Божјата слава. А потоа во Римјаните 6 глава, 23 стих вели, платата што ја дава гревот е смрт. Тоа е голем проблем и затоа бара и големо решение. Господ, кога не создаде, тој не создаде на неговиот лик, според Божјиот лик. Тој не создаде за да живееме во заедништво со него, да комуницираме, да сме блиски со него, приврзани за него. Но, за жал, гревот што го наследивме од нашите прародители Адам и Ева ни направи голема штета. И сега, доколку не сме со него, наново родени, човекот е одвоен од него. Тоа подразбира дека истите грешки што ги направија Адам и Ева, непослушност, и ние ги направивме. И затоа сите сме виновни пред Бог. Нема некој човек што е заслужен пред Бог. Колку и да е наречен свет, светец, нема заслужен човек на оваа планета. Гревот, како таков, го засенува животот на човекот и го прави човекот да биде отуѓен од Бог. Ние сите сме тугинци и не сме во состојба да комуницираме со Бог кога сме со грев и во грев во нашиот живот. Тоа треба секој добро да си го знае. Сите ние го прекршивме Божиот морален закон. И со тоа што го прекршивме, му нанесовме штета на Бог, бидејќи неговиот закон е свет, а Бог не сака да му се нанесува штета од страна на неговите созданија. Мнозина се обидуваат и се обиделе да ја минат таа провалија на разни начини, со надеж дека ќе дојдат кај Бог. Меѓутоа, за жал, не успеале. А не успеале, затоа што тоа го правеле со своји сили и со свој напор. Но, дали постои начин? Сигурно дека постои начин. Библијата вели дека човекот е премногу грешен, за да се појави пред Бог како таков и како таков да остане. Затоа Бог од човекот бара целосна промена и покаяние. А од што да се покае? Од своите гревови. Библијата вели дека секој човек, се исполнети со секако вид неправда, расипаност, алчност, зло, полни со завист. Не вели завист, туку полни со завист, убиства, расправии, лукавства, подмолност, озборувачи, клеветници, мрзители на Бог, го мразат Бог, насилници, горделиви, самофалци, измислувачи на зла, непокорни на родителите, неразумни, неповерливи, без љубов и без милосрдие. И што е многу, Павле вели понатаму, тие ја знаат Божјата правда, дека оние кои прават така заслужуваат смрт, па сепак не само што го прават тоа, туку им одобруваат и на другите кои прават така. Тоа е запишено во Римјаните 1 глава, последните стихови. Се спомна Божјиот морален закон. Тоа значи дека ниту еден човек не е во состојба да го исполни тој морален закон. Тогаш на кој начин може човекот да се спаси, кога законот, гледаме, не е во состојба?
Многу луѓе се убедени дека самиот закон некако би имал сила да ги ослободи од грешноста. Но законот, како што гледаме, ја нема таа сила. Тој може само да ти укаже на гревот, да ти каже колку си грешен, но не и да те спаси. Затоа е потребно појаснување. Исус Христос. Библијата вели, тоа што ние не бевме во состојба да го направиме, Бог го направи за нас со тоа што го испрати својот единороден син, Исус Христос, за да биде жртва и да умре за целиот свет, за сите луѓе, без разлика каква му е религијата, какви се по потекло и така натаму. Со тоа дело Бог му отвори пат на секој човек да се спаси преку вера во него. Еве што вели Павле за ова нешто во Римјаните сега, 5 глава, 8 стих. Бог ја докажа неговата љубов кон нас, со тоа што Христос умре за нас уште додека бевме грешници. Во Евангелието според Јован, 14 глава, 6 стих, таму е запишано вака. Исус рече, јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Овде гледаме дека е исклучен законот, исклучени се сите морални обврски на човекот за спасение. Туку вели, јас сум патот, вистината и животот. Тој што го следи Исус и што доаѓа кај него, тој ќе биде спасен. Знаеме дека Исус е единствениот пат за спасение. На кој начин човекот може да се спаси и што треба да направи? Дека ние не можеме преку дела и закон да се спасиме, тогаш кој е вистинскиот начин за кој зборува апостол Павле? Прво и основно е да се прашаме што треба да направам за да се спасам. Јас не можам да направам ништо, апсолутно ништо. Ми треба помошник за да поминам од другата страна, како што велат луѓето и песните, од другата страна на реката. Затоа ми треба мост, премин, за да дојдам до Бог. Постојат неколку чекори за да се дојде до Бог. Првото и основно е покаяние. Исус Христос, апостолите, проповедаа покаяние. Апостол Петар на самиот почеток, во 3 глава, 19 стих вели, затоа покајте се и обратете се, за да ви бидат избришани гревовите. За да дојдат од лицето на Господ времење на освежување и да го испрати предскажаниот за вас Исус Христос. Ако го анализираме подетално овој стих, ќе забележиме многу работи. Прво вели покајте се. Второ, обратете се. Трето, да бидат избришани вашите гревови. Потоа, откако Бог ќе прости, ќе бидат избришани гревовите, или како што вели пророкот Михеј, во длабочината на морето ќе ги фрли сите ваши гревови, ќе дојдат од лицето на Господ времења на освежување и ќе го испрати предскажаниот за вас Исус Христос. Што значи предскажаниот? Предскажаниот значи дека Господ Исус Христос уште пред да се создаде светот, тој беше јагне заклано за човечкиот род. И потоа сите пророци во Стариот Завет го навестуваа тоа. Што значи зборот покаяние? Без покаяние нема прошка. Еве да го објасниме тоа на кој начин некои луѓе сакаат да се спасат, а не го знаат Божиот начин. Пред некое време на сред богослужба дојде еден доста стар човек, кој како што се изјасни имал 90 години. Тоа му е второ доаѓање. Првиот пат тој дојде подисправен, а вториот поднакривен. Некако чувствував дека Бог сака да му ја спаси душата и да дојде до сознание на вистината. Зашто човек на 90 години, што можеме да помислиме за него? Макар што неговото доаѓање може би е со сосема други намери. Откако поразговаравме, објаснувајќи му накусу дека Бог го сака да му помогне, ако се покај од своите гревови што ги направил од младоста, тој на сето тоа што му го објаснував, ми рече вака, дека тој нешто прави за Бог.
На гласокот негов постојано беше: јас нешто правам за Бог, тој нешто прави за Бог. И тоа ме потсети на библискиот текст за постариот син кога таткото го молеше да влезе дома и да се радува што си дојде здрав и жив по младиот негов брат. А постариот брат, со гнев, со лутина, му рече на својот татко и на сите дека толку време е со него, му служи, па никогаш не му направил некое посебно добро, особено да заколе некое јаре и да се развесели со неговите пријатели. Нагласокот на постариот син беше дека тој му служи на својот татко, истакнувајќи ја заслугата. Многу луѓе на ист начин се однесуваат и денес така. Кога ќе им кажеме дека треба да се покајат од своите гревови, тие некако срамежливо ќе признаат дека по нешто грешат така во животот, имаат грешки, ама до таа мера, дека треба целосно да си го предадат животот преку покаяние, дури треба и да плачат со солзи, некако тоа им е несватливо и почнуваат да си се фалат со својата добрина, доблест, што ги прават во животот. Сетете се што вели Библијата уште на самиот почеток, кога Исус ја отпочна својата мисија на земјата. Тој вели: покајте се и верувајте во Евангелието. Истите зборови ги употреби и Јован Крстителот. А тоа значи, без вистинско покаяние и вистинска жал што сме грешиле пред Бог, нема шанси за спасение. Освен што човекот треба да се покае, тој треба и да верува во Исус. Верата мнозина ја сметаат како наследство и со тоа се задоволуваат во животот, а не како личен однос со Бог. А што значи да веруваш во Бог? Библијата вели во Јован 1 глава 12 и 13 стих вака: а на сите што го примија, на сите што веруваат во Неговото име, им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име, кои не се родија ниту од крв, ниту од телесна поход, ни од волја на маж, туку од Бога. Прекрасни стихови, прекрасни стихови. Од Бога родени, тие што веруваат во Исус. Ако не го прифатам Исус за она што тој го направи за мене, јас би отишол во вечна мака, во пеколот. А доколку го прифатам со вера, се покајам, го прифатам Неговото дело извршено на Голгота, ќе се спасам и ќе живеем вечно со Него. Местото што е загарантирано е Неговото вечно царство. Затоа, пријателе, имаш голема причина да веруваш во Исус. Во Библијата се зборува за една жена која боледуваше многу години од некоја си женска болест. Жената се направила за да се излечи и пак не успеала. Одела по доктори и не ѝ помогнале. Но кога дознала за Исус, таа си велеше во себе: само ако се допрам до работ од Неговата облека, ќе се излечам. И така и се случи. Исус потоа ја пофали таа жена дека верата го направила тоа. За овој настан можете да си прочитате во Евангелието според Марко 5 глава. Таму се вели вака, еве јас ќе ви го речем. Една жена која страдаше од крвотечение 12 години и претрпела многу од мнозина лекари, си го потрошила сиот свој имот, а од тоа немаше никаква полза, туку и стана уште полошо. Откако слушна за Исус, дојде меѓу народот одназад, се допре до Неговата облека, зашто си велеше: ако се допрам само до Неговата облека, ќе се спасам. И веднаш и прекрати крвотечението, и таа почувствува во телото дека е излекувана од болеста. А Исус почувствува веднаш во себе дека излезе сила од него. Тој се сврте среде народот и рече: кој се допре до мојата облека? Неговите ученици пак рекоа: гледаш дека народот те притиска, а ти велиш кој се допре до мене? И тој гледаше наоколу за да види кој го направи тоа, а жената уплашена и растреперена, зашто знаеше што стана со неа, дојде и падна пред него. И му е кажа сета вистина. А тој рече: ќерко, твојата вера те спаси. Оди си со мир и биди здрава од својата болест. Жената си замина среќна и излечена.
Тоа значи кога некој ќе се покае, ќе поверува во Исус, се ослободува од својот товар, особено товарот на гревот. Исус не само што ја излечи телесно, туку и го прости гревот и ја спаси вечно. И во денешно време луѓето, па и сите жени, треба да веруваат на ваков начин. Затоа е многу важно човекот да признае дека е грешен. Почитуван слушателу, согледај се во светлина на Библијата, дека имаш потреба од Спасител и со Божја помош ќе можеш да го избегнеш гревот и да се очистиш како никогаш да не си грешил пред Бог. Верувај дека Исус умре на крстот пред 2000 години за тебе. Тој умре за твоите гревови, за моите гревови, за гревовите на сите луѓе на оваа земја. Ако го примиш со вера, ќе се спасиш. Ако го одбиеш, отфрлиш, ќе отидеш во пеколот. И затоа Библијата вели, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Нему слава во сите векови. Амин.